Додека се уште уживаме во празничната атмосфера со оглед дека неодамна ни поминаа новогодишните празници, а цел месец јануари одбележуваме други православни верски христијани празници, ова е одличен момент да поразговараме со нашата популарна музичарка, пејачка, кантавторка, харфистка Сара Меис, која токму празниците ги искористи за овековечување на Псалм 150, оригинално музичко дело кое што доби ново руво. Сара, пред се да ти ги честитам на тебе празниците, на твоето семејство и да ти посакам да имате среќна и успешна 2025 година. Благодарам, Мирена, среќни празници и на тебе и на вашите гледачи. Посакувам многу здравје пред се, а потоа мир во душата и среќа, љубов се другото. Мислам дека ќе си се нареди ако ги имаме првите две. Ти благодарам за убавите жилби. Ние будно ја следиме твојата кариера и секогаш известуваме за се она што е актуелно и ново кај тебе. Периодов ти беше исполнет со многу настапи, заедно со девојките, концерти на секаде ширум Македонија, но она што ни го привлече вниманието е токму видеозаписот за Псалмот 150, кој што промотивно го изведе минатата година по повод 30 годишнината на Македонското библиско здружение и промоција на книгата со псалми. Како всушност дојде до идејата и до соработката? Па, како што кажа ти, поводот беше издавањето на новиот псалтир на македонски јазик и 30 години од Македонското библиско здружение. Ме поканија да бидам дел од чествувањето на истото и по тој повод да напишам музика на мојата харфа за 150-тиот псалм, кое што морам да кажам за мене беше една огромна среќа и огромен предизвик во исто време, заради тоа што не само што идејата беше да се доближиме до звукот на Давидовата харфа, кој што нели сите ја замислуваме како звучела и пробуваме со нашата музика да стигнеме до тој звук. Туку и беше предизвик за да се остави еден псалм во македонската историја, нели во македонското творештво, нели точно за мојот инструмент. А во друга страна пак беше повод за да се направи еден вид на честитка за нашиот македонски народ за овие најубави празници според мене, кои што ги имавме и така што предизвикот беше нели троен, не знам, можеби и не само троен, него од сите страни. Можам да кажам дека во моментот кога знам дека бев во моментот кога ми се јавија за фатена и чекав да се ослободам неколку дена, имаше некои концерти за да седнам и да го направам тоа. И го мислев, одвај чекав да дојде моментот кога ќе седнам на харфата, нели, за да се случи и можам да кажам беше едно од делата кои што најбрзо некако излегле од мене, навистина беше како Божја работа. Се случи многу природно, многу, не знам, бев многу продуковена во тие неколку часа додека го правев. И така одлучив дека е штета навистина да остане само со еден настап и еден концерт кога веќе се родило музичко дело. И си реков зошто да не го снимам и зошто да не му направам еден видеозапис, нели, кој што ќе остане и таман ќе биде нели повод за да ги честитаме празнициве. Така се случи тоа, го снимив кај Ангел во The Basement Studios. Спотот го правевме заедно со Ѓорги Трпески. За прв пат работам со него, можам да кажам дека сум многу задоволна од неговата естетика, многу убаво поминавме на снимањето, многу смирено, многу убаво беше навистина целиот процес и дури еве сега гледам дека навистина добро проаѓа псалмот и многу се радувам. Искрено очекував дека можеби пошто не е нели целосен аранжман за оркестар или било каков вид на целосен звук на песна, можеби си викам така, можеби нема да им се допадне до толку на луѓето, но многу се радувам што навистина ете допира до луѓето. Особено ми е драго и така, полна сум со позитивни емоции од сето тоа што се случи и воопшто не ми е криво што нели во целата таа на некој начин гужва декемвриска, обично ние музичарите во декември ни е лудница, заради тоа што има навистина многу концерти. Многу се радувам што заедно со девојките навистина имавме една убава турнеја низ Македонија, бевме заедно со камерниот оркестар во Битола, бевме на 31-ви кај нас на плаштад во Скопје, бевме во Охрид на први, бевме во Штип, бевме во Крива Паланка и во Велес исто така, каде што
го отсвиравме Божикниот хуманитарен концерт. Славете го Бога со трубен звук, лира и харфа, со тимпани играјки, фалете го на струни флута. Така, паралелно со тоа се и стандардните обврски во твојата матична куќа, Македонската опера и балет, Василичарскиот концерт. Значи не само еден активен завршеток на 2024-та, туку и многу активен почеток на 2025-та. Би сакала уште да те прашам околу самото снимање на видеозаписот за Псалмот 150. Доби една уникатна и преубава сценографија, бидејќи е сниман во Свети Пантелеймон. И би рекла едно прекрасно надополнување доби тој аудиозвук со токму таа сценографија. Да, точно така. Тука сакам да упатам и благодарност до братството на Свети Пантелеймон, до дедо Стефани, нели Македонската црква. Многу беше убаво снимањето, беше ладно. Но мислам дека љубовта и жилбата, нели, за да го снимиме и направиме, ни помогна. Снимавме надвор околу црквата, снимавме и внатре исто така. Во меѓувреме имаше верници кои што, нели, влегуваа во црквата за да одадат почит. Беше навистина убаво, многу убаво искуство. Сара, верувам дека оваа нова година ќе ни донесе уште многу убави проекти од тебе, а уште еднаш ќе ти посакам да ти се исполнат сите твои реализирани планови, а да се изродат и нови патем, додека чекориш низ оваа нова година, а ние во меѓувреме еве за овие празнични денови ќе уживаме во актуелниот Псалм 150. Ви благодарам и на вас за интересот и времето и на тоа што секогаш ја следите македонската музика. Уште еднаш ви посакувам здравје, љубов и само убави работи во новата 2025. Ти благодарам.